Женски магазин започна еден проект, зборуваме за теми кои што се секојдневие за жените и за женскиот пол, за женскиот род. И мојот, барем личен впечаток е дека многу често се ставаат како секундарни теми, како теми на кои што можеби сраме да се зборува или не се зборува така радо и отворено. Денеска говориме со новинари за човекови права, со Александра Радевска за менструалната чашка. Која е улогата на менструалната чашка, како тоа не е нов производ, меѓутоа верувам дека за гледачите на Женски магазин на оваа емисија ќе биде нешто што го слушаат и како новина, па да објасниме што е менструалната чашка, како се користи и кои се нејзините предности во однос на сите други средства за менструална хигиена кои што ги користиме. Здраво, Магдалена, и благодарам пред се за просторот и одвоеното време. Менструалната чашка точно дека не е нов производ, ама може да кажеме дека е релативно нов производ за управување со менструалното здравје и хигиена, односно за разлика од традиционалните продукти, хигиенски производи кои што мнозинството на жени и девојки како популација ги користат во светот, а ова е нешто што е понова генерација на продукти. Меѓутоа е, за разлика од многу од традиционалните, поодржлива, поздрава и економски поисплатлива варијанта, еве така да кажеме од почеток. Менструалната чашка е силиконски производ од безбедна, здрава силиконска материја која што не предизвикува опасност по здравјето на жените и девојките, односно е медицински потврдена материја, како таква е и одобрена од здравствените работници, како алтернативна алатка, односно како продукт за управување со менструалното здравје. Кај нас можеби не е толку присутна и во дискурсот на дискусии за хигиенски производи, меѓутоа и на пазарот, бидејќи ја нема многу во маркетите за продажба, ја има во дел од нив, можеби и заради тоа што е малку поскапа како продукт за купување како првична наплата, меѓутоа исплатлива рековме. Зошто исплатлива? Бидејќи ја купуваме, да речеме, денеска и ја користиме во следните 5 до 10 години. Значи, на долг рок таа цена е минорна, да речеме, како трошок по жената и девојката, меѓутоа исто така е исплатлива и во смисол на создавање на отпад и создавање на штети по женското здравје. Создавање на отпад зошто? Бидејќи е производ кој е повеќе кратен, односно реупотреблив, се мие и се користи повеќе пати, значи во континуитет, во рамки на месечниот циклус, континуирано, со секако чекори на здраво користење, односно хигиенско чистење, дезинфицирање на самата чашка и складирање до следната употреба. Има различни големини во однос на биолошките потреби на секоја девојка и жена. Има и дури различни дизајни и модели во однос на производителот. Кај нас, како што кажав, можеби немаме толку широк спектар на продукти за да можеме да избираме, меѓутоа сега во ова модерно време ги имаме онлайн и може слободно да се нарачаат, меѓутоа ги има и во многу од соседните држави како такви. Што е исто интересно за менструалната чашка, таа, како што кажав, не создава отпад, односно го немаме онај дел од одговорноста наша кон заштита на животната средина, односно продукт кој што нема дополнителен отпад при употребата. Можеби еднаш после 10 години кога ќе престанеме да ја користиме и ќе решиме да купиме нова да ја користиме, меѓутоа немаме отпад од пластика, немаме отпад од
од хартија и други хигиенски отпадоци кои што ги имаме од другите продукти за управување со менструалното здравје, меѓутоа е и здрава, како што кажав, бидејќи е докажано и во истражувањата дека е еден од најбезбедните продукти за заштита по женското здравје кога зборуваме за превенцијата од инфекции. Тука имаме доста истражувања и од здравствени работници, меѓународни и наши, ние имавме и настани на кои што имавме покането и здравствени работници од Институтот за јавно здравје, експерти за здравје и хигиена, исто така и медицински лица, гинеколози кои што зборуваат за придобивките со менструалната чашка. Меѓутоа, секако жените и девојките и на своја рака може тоа и да го истражат и да поразговараат со својот лекар кога размислуваат за опцијата да користат менструална чашка како подржлива алтернатива за управување со менструалното здравје. Вие работевте истражување на тема колку од жените во Македонија се запознаени со менструалните производи, кои менструални производи традиционално се користат и додовте до некои резултати дека менструалната чашка навистина е непознаница, можеме да кажеме според статистиката за голем број на жени и девојки во Македонија, меѓутоа она што се јавува како првична недоумица за сите кои што немале контакт со употребата на менструалната чашка или прв пат се сретнале со неа, дали ќе можат да ја употребуваат и дали употребата на менструалната чашка е практична, применлива, затоа што влада и некое општо мнение дека практично влошките, менструалните влошки се најлесниот начин да се употребат. Меѓутоа, праксата покажува нешто друго. Тие што се одлучиле за менструалната чашка, тоа го користат како сигурна опција, меѓу другото и заради големиот број на придобивки кои што ги има менструалната чашка, таа е попрактична и посигурна од кои аспекти и што значи на дневно ниво во текот на менструалниот циклус употребата на менструалната чашка. Претпоставам дека се мие, дека се празни, како оди редоследот на одржување на менструалната хигиена при употреба на менструалната чашка. Да, значи покрај тоа што го споменавме дека е побезбедна опција во однос на инфекциите кои ги создава, побезбедна опција во однос на уништувањето на животната средина, да речеме, и подобра опција во однос на заштедувањето во буџетот, особено за жените, девојките во социјален ризик, кои што долгорочно го намалуваат трошокот за менструални производи. Таа е добра алтернатива и поради тоа што може подолг период во текот на денот да се користи. Значи, кога имаме услови во кои што не можеме да управуваме со менструалната хигиена на толку често ниво како што сакаме, значи тука кај жените, особено што работат на отворено, на жените кои работат во, да речеме, во фабричката индустрија, кои што немаат многу чести паузи за посета на тоалет, добро е да се знае, за девојките кои спортуваат исто така, добро е да се знае дека може да се користи и до 12 часа, секако во зависност од циклусот и од големината на самата чашка, и до 12 часа апсолутно е безбедна, без протекување, без притисок по здравјето на жената. И за отстранувањето нејзино не е потребен тоалет како и за се друго, меѓутоа е апсолутно алтернатива која што е подолгорочна во однос на менструалните влошки кои што мора барем на 2 до 4 часа да ги промениме. Од друга страна, исто доколку имаме две, и тој процес на миење, дезинфицирање на самата чашка е исклучен, значи може тоа безбедно да го направиме, да отстраниме едната, да искористиме другата и така во рокот, да речеме 12 до 24 часа сме апсолутно покриени со хигиенски производ кој е сосема
здрав, безбеден и не создава штета по животната средина и по нашето здравје. Знам дека новинари за човекови права се залагаа во соработка со ДМ дрогериите да направат една, да кажам, акција во која што ќе се подаруваат менструалните чашки, на тој начин ќе се расшири нивната употреба или барем ќе се запознаат оние жени и девојки кои што досега не слушнале за менструалната чашка со сите придобивки, и тоа беше една кампања и за подкревање на свесноста за значењето на менструалните производи, особено на менструалната чашка, што ја истакнавте како најдобрата солуција во поглед на водење на менструалната грижа и менструалната хигиена. Дали се достапни воопшто менструалните чашки? Затоа што имаше и таа дилема дека многу жени и девојки не знаат каде да ги купат, се обраќаат во аптеки, многу често во аптеките ги нема и така натаму. Дали самата побарувачка ја наметнува и потребата да се произведуваат, да се дистрибуираат поголем број на менструални чашки, и дали твојот впечаток и впечатокот на новинари за човекови права како некој кој што го водеше проектот и ги правеше анализите е дека има доволно менструални чашки, дека тие се достапни и дека има луѓе кои што се обучени да објаснат и како се користат и кои се придобивките од менструалните чашки, се што ги интересира жените и девојките. Да, значи ДМ дрогериите беа првите всушност, да не речеме единствените кои се одзва и кои што има дури и повик за организациите и за граѓаните да покренат дискурс на разговори, да покренат кампањи и теми кои што се однесуваат пошироко на женското здравје. Тука ние имавме многу убава соработка со ДМ, работевме на заеднички проект во кој што ги едуциравме ученичките во основните училишта, односно младите за тоа кои се придобивките од доброто управување со менструалното здравје, меѓутоа и што е тоа менструална сиромаштија и зошто менструацијата како тема не треба да биде табу. Во рамки на таа активност имавме заедно и кампања за промоција на менструалната чашка, која што, да, за жал ја има на многу малку места, можеби единствено во ДМ како продукт, и е, да, со релативно пристапна цена во однос на тоа што кажав дека е продукт кој што го купуваме еднаш за следните 5 до 10 години. Информациите кои што треба да ги имаме и да ги знаеме, ги има и на самиот сајт на ДМ за тоа како се користи менструалната чашка, во нашите информации кои ги споделуваме со јавноста, доста сме активни на Facebook и на нашата веб страна, меѓутоа како што кажав и со секој здравствен работник кој им е достапен на младите девојки и жени и може да поразговараат слободно и со својот лекар, меѓутоа може да се информираат и онлайн. Ова е нешто што кажав што е релативно ново за нашиот пазар, можеби, меѓутоа го има секаде во Европа и во светот секако, и е нешто што е поддржано дури и од многу меѓународни организации, како што кажав, бидејќи е продукт кој што ги поддржува дури и целите за одржлив развој на Обединетите нации, кои што се залагаат за здравје и благосостојба, кои што се залагаат за родова еднаквост, кои што се залагаат за пристап до чиста вода и санитација за сите подеднакво и кои што ги застапуваат принципите на одржлива потрошувачка и производство.